21 март 2024 година, четврток. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сето она со кое го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Дневникот го започнуваме со информации од Општина Кавадарци. Општина Кавадарци денеска ги исплати средствата за поддршка на спортските клубови и невладините организации. Денес Општина Кавадарци во целост ги исплати планираните финансиски средства во висина од речиси 1,5 милион денари наменети за сите спортски клубови за 2023 година по претходно поднесено барање. Од Општината ја нагласуваат гордоста на сите успеси од сите спортисти и спортски клубови. Се надеваме дека со ова ќе ги поттикнеме за уште поголеми успеси, затоа што тие се наши амбасадори, наша гордост и секогаш ќе ја имаат нашата поддршка. Кавадарци е спортски град, велат од Општината. Исто така, Општината денеска во целост ги исплати и планираните финансиски средства во висина од речиси 1,5 милион денари наменети за сите здруженија и невладини организации за минатата година по претходно поднесено барање. Од Општината се горди на сите успеси на невладиниот сектор и очекуваат уште многу реализирани проекти. Искажуваат надеж дека со ова ќе ги поттикнат за уште повеќе и уште поголеми успеси, додаваат од Општина Кавадарци. Со видео од стариот пазар и изградбата на новиот од Општина Кавадарци денеска потсетија на овој мощен значаен објект за кавадарчани. По цели 60 години градскиот пазар доби модерен и атрактивен изглед, таков каков што треба да биде и каков што заслужуваат граѓаните, потсетуваат од Општината и напоменуваат дека новиот пазар се простира на површина од 2100 метри квадратни со 3 нивоа, приземно и подземно со вкупно 130 паркинг места, магацински простор и санитарни јазли. Делот за пазарување располага со 190 модерни тезги и 6 фрижидери. Сите нивоа се поврзани преку скалници, товарен лифт за достава на стока и помал лифт за пешаци. Овој пазар им овозможува на граѓаните да купуваат секогаш свежо овошје и зеленчук, млечни, месни и други производи. Поради сообраќајната поврзаност на новата улица Зелен пазар со улиците 7 септември и Цано Попристов може да се пристапи од сите страни. Изградбата траеше 10 месеци и чини 105 милиони денари, пари од Општина Кавадарци, обезбедени преку заем од Домашна банка. На овој проект пред и потоа денеска со видео потсетија од Општина Кавадарци. Председателството на електромашински и сообраќајни училишта одржаа работен состанок во Кавадарци. Председателот на ова здружение Душко Лазов не запозна со дневниот ред на овој состанок. Денеска имаме состанок на Здружението на електромашинските и сообраќајните училишта на Македонија. Тоа не е работен состанок на председателството на ЕМСО. Тема на денешните разговори ќе бидат усвојување на завршната сметка за минатата година, че разговараме за околу организација на регионалните надпревари, а исто така и околу организација на државните надпревари. Сакам да потенцирам тука во нашето здружение членуваат сите електромашински и сообраќајни училишта од Македонија, кои што се поделени во 4 региони. Најпрво следуваат надпреварите, регионалните надпревари во 4 региони и учениците кои што ќе се пласираат одат на државни надпревари. Регионалните надпревари за нашиот регион број 4 ќе се одржи во Гевгелија, а државните надпревари договорено е на работниот состанок на председателството, како и на собранието дискутиравме за тоа, да се одржат во Богданци во месец мај. Како и секоја година, така и 2023 година ни помина во работна атмосфера, имавме низа активности, се со цел за подобрување на условите за работа на сите струки и профили кои ги опфаќа нашето здружение, а директно со тоа се грижиме за подобрување на условите на учениците кои што ги изучуваат овие струки и профили. Едно од прашање кое што претпоставам дека ќе ги интересира особено учениците, дали соработката меѓу училиштата, сите електромашински и сообраќајни училишта е на едно вакво ниво, ќе речем официјално, или може постои некоја размена на ученици да појдат да посетат, да видат како е во другите училишта? Така, тука во делот на ова прашање нема да бидам скромен, ќе кажам дека нашето здружение е најголемо и најсплотено
во Македонија, за разлика од другите здруженија. Соработката не е на едно високо ниво и токму тоа што го кажавте, веќе го реализираме тоа. Наши ученици одат во други училишта, а од други училишта доаѓаат ученици овде кај нас. Како за илустрација или за пример, веќе имаме договорено на 5 април да дојдат ученици од електромашинскиот училишен центар од Охрид, да го посетат нашето училиште, а исто така да ја посетат и фабриката Дрекселмајер, со која што имаме прекрасна соработка, односно наши ученици таму реализираат настава учење преку работа, по дуален систем, односно германски модел на образование, а исто така учениците од Охрид одат во Костал и сакат да направат некоја споредба, односно да разменат искуство со нашите ученици. Дојде пролета. Со цветно дефиле, децата од детската градинка Рада Поцева, Кавадарци, го најавија незиното доаѓање. Денес децата од големите групи на возраст од 5 до 6 години од градинката Рада Поцева во Кавадарци се претворија во вистински мали волшебници и со дефиле, почнувајќи од кружниот тек, пристигнаа и го разубавија градскиот плоштад во Кавадарци. Со своите маски кои го символизираат духот и убавината на пролетта, тие станаа пчелки, пеперутки, бумбари, сончогледи и ја испратија зимата, а го најавија долго очекуваното доаѓање на пролетта. Под секоја маска дзиркаат детски очиња и насмевка, полни со возбуда и радост, и пееја песнички за пролетта, за почеток на уживање во детски игри на топлото пролетно сонце. Во убавата гледка уживаа сите случајни минувачи, но и многу родители, баби и дедовци и блиски роднини. Дечињата од градинката Рада Поцева од оваа седмица продолжуваат со активности за здрава и чиста средина преку акција на разубавување на дворовите во градинките, садење украсни цвеќиња и други содржини како дел од проектите за одбележување на деновите на екологијата. Од Кавадаречката градинка упатуваат голема благодарност до општина Кавадарци и родителите на децата за нивната соработка и можност за реализација на оваа јавна манифестација. Учениците од Средното општинско училиште Киро Спанџов Бркој посакаа добре дојдена пролета. Кавадаречките средношколци во училишниот двор посадија 100 дрвца и 30 различни цвеќиња. Во нашето училиште, нашите ученици, заедно со нивните ментори и професори, имаа низа активности во периодот наназад и еве денес да и посакаме добре дојдена пролетта. Тие низа активности ги заокружуваме со садење на дрвца. Имаме од различни сорти на дрвца, кои што нашите ученици заедно со нивните ментори, професори и останатиот технички персонал од училиштето ќе ги посадат. И исто така за разубавување на нашиот двор, нашите ученици се погрижија да посадат одредени типови или видови на цвеќиња, се со цел да се разубави изгледот на дворот на нашето училиште. Целата оваа акција ја спроведуваме заедно со невладината организација Екоживот, но исто така нашите колеги од Средното земјоделско шумарско училиште ни помогнаа во донација или во давање на одредени видови насадници кои што денес нашите ученици ги посадија. Забележав во фоајето на училиштето имате и паноа. Тоа се тие дел од активностите кои што нашите ученици во периодот наназад ги работеа. Значи, по повод денот на екологијата имаме изработено одредени постери, како ликовни, насликано ликовни творби, така и одредени пораки кои што ги испишаа нашите ученици, се со цел за подигање на свеста на граѓаните за подобрување на животната средина, како кај нас, така и општо во светот. За крај сакам да се заблагодарам на нашите ученици пред се, кои што на најсериозен начин ја сватија оваа акција, односно учениците се тие кои што ја даваат пораката, односно ни ја дадоа пораката преку спроведување на оваа акција, а исто така и испишаните пораки преку ликовни творби и текстуални пораки кои што ги имаме во фоајето на нашето училиште. По повод 21 март, светскиот ден на лицата со Даунов синдром, учениците од 7 и 8 оделение од Основното општинско училиште Тоде Хаджитефов облекоа различни чорапчиња во знак на лицата со Даунов синдром. Ги почитуваме различностите, затоа што на овој свет сите сме еднакви, порачаа овие ученици.
Во дневникот тема и о здравството. Во државава од 11 до 17 месецов се пријавени 253 случаи на групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип, што е за 40,7% помалку во споредба со претходната недела, информираат од Институтот за јавно здравје. Во Кавадарци биле пријавени 27 грипозни лица. Во дневникот информации од Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јануари годинава изнесувала 39.542 денари и во однос на јануари лани е зголемена за 16,5%, објави денеска Државниот завод за статистика. Пендаровски призна дека се среќавал со контраверзниот консултант Асаф Исеин, рече на денешната пресконференција Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМНЕ. Стево Пендаровски вчера призна дека користи консултантски услуги од контроверзниот консултант Асаф Исеин. Стево Пендаровски вчера призна дека Асаф Исеин дава консултантски услуги на Стево Пендаровски. Прашањето е дали тие консултантски услуги се само во делот на стратегии или можеби влегуваат и во изборни активности кои што се на работ на законот. Исто така, Стево Пендаровски вчера пред целата македонска јавност призна дека Асаф Исеин е ангажиран од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, политичката партија која што го кандидира Стево Пендаровски за председател во 2019 и 2014 година и која што ќе го подржи на овие председателски избори кои што тој ќе ги изгуби. После ова јавно признание на Стево Пендаровски дека Асаф Исеин е консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се поставуваат неколку прашања. Првото прашање е на кој начин е овој контроверзен консултант ангажиран? Уште колку лица заедно со него се ангажирани? Колку чини неговиот ангажман и кој го плаќа неговиот ангажман? Од која сметка се плаќа неговиот ангажман? Дали се плаќа од сметката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? И ако е така, зошто го нема во ревизорските извештаи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Доколку пак е ангажиран за изборната кампања на СДСМ, дали се свесни во СДСМ дека прават кривично дело, имајќи предвид дека изборните сметки се уште не се отворени и не можат да се преземаат финансиски активности поврзани со изборите. Понатака, се поставува прашањето дали може би има договор со некоја државна институција и на тој начин е ангажиран, или може би најлошото, дали е може би платен од некоја странска држава која што сака да направи услуга на Социјалдемократскиот сојуз и на Стево Пендаровски. Доколку е така, се работи за тешко кривично дело, имајќи предвид дека забрането е финансирање на избори од страна на странски извори и странски држави. Според нашите сознанија, во последните 20 дена, 3 пати Асаф Исеин престојувал во Македонија на по неколку дена, што значи дека во последните 20 дена најмалце 10 дена бил присутен во Македонија. Колку пати се сретнал со Стево Пендаровски? Со кој друг се сретнал од Социјалдемократскиот сојуз? Што за нив ќе прави? Колку чини неговиот ангажман? Кој го плаќа неговиот ангажман? И зошто го нема во ниеден извештај на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Исто така, како е возможно лице кое што е ангажирано од политичка партија да остварува средби со председател на држава во службени простории на председателот на државата? И да одговорат и СДСМ, и Стево Пендаровски, кои се другите лица по потекло од Хрватска и од Романија кои што доаѓаат со него и на кој начин тие се ангажирани. Почитувани пријатели, нарав сме на огромна афера, огромен скандал, кој што во себе вклучува потенцијални изборни нерегуларности и нелегално финансирање на изборна кампања,
Очекуваме одговори и очекуваме надлежните институции да се позанимаваат со ова прашање. ДПМН излажа за подписите на Силјановска. Нема промена во оваа партија, констатираа денеска од СДСМ. ДПМН излажа за подписите на Силјановска. Ниту ДПМН, ниту Гордана Силјановска немаат поддршка од граѓаните. Како што ДПМН ги лажира анкетите, така се обиде да ги лажира и подписите за Силјановска, но не успеа. ДПМН не успеа да собере валидни законски подписи за својата кандидатка и кандидатура во ДИК ја поднесе со подписи на пратеници, а не со подписи од граѓани. И што е најлошо, повторно ги излажаа граѓаните. Зад кандидатурата на Стево Пендаровски застанаа 22.449 граѓани, а зад Гордана Силјановска само 40 пратеници од ДПМН. Паднаа во вода лагите на ДПМН. Паднаа во вода помпезните пресконференции дека за неколку часа биле собрани подписите. Еве се покажа дека не биле. Се покажа дека немаат поддршка. Нема никаква промена во ДПМН. Ниту ДПМН, ниту Силјановска не може да донесат промени на подобро. Граѓаните не сакаат враќање назад и изолација, не се спремни да поддржат антиевропски политичари. На граѓаните не им треба председател кој ќе биде продолжена рака на Белата палата, партиски послушник, на граѓаните не им треба реприза на Иванов. На граѓаните не им треба уште една катастрофа како во Скопје. Затоа, граѓаните на изборите ќе изберат европска иднина со СДСМ и Стево Пендаровски. Граничната линија на Република Македонија на север е безбедна, изјави денеска дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацелиев по посетата на полициската станица Граничен премин Табановце. Чувани представници на медиумите, како што знаете, сериите посети кои ги започнав низ СВР и РЦ, денеска сме во посета на Граничниот премин Табановци и средба со раководството на РЦ Север. Од состанокот сум информиран дека граничната линија на север е безбедна, граѓаните може да бидат мирни по тоа прашање. Имаме зголемен проток токму на граничниот премин Табановце во период, збориме ова година, јануари, февруари 2023, имаме 6 кривични дела и 59 прекршоци, откриени се вкупно 8 фалсификат на документи, во однос на истиот период лани бележиме тренд на зголемување на откривачките дејност за 14%, зборам во фалсификат на документи. Во бројот на миграцијата имаме зголемена откривачка дејност за 60%. Исто така би сакал да информирам јавноста, во минатиот период се појавија информација дека граничната линија не е доволно обезбедена. Граничната линија и од нивна страна е потврдена и од моја страна потврдена дека е обезбедена на максимално ниво. Ги користиме сите модерни технологии. Имаме 10 возила кои се распоредени на целата територија, кои снимаат во домет од 10 км со термални камери, така да тие се мобилни возила кои ги распоредуваме во зависност од потребата на Министерството за внатрешни работи и од информациите кои ги добиваме од безбедносните служби. Знаете дека МВР и безбедносните служби заедно работат во зачување на безбедноста на граѓаните и во внатрешната и нејзините граници. Исто така и секоја полициска станица која е на ниво на граничната линија поседуваат и друг вид на камери кои што при самото движење на таа територија ја оснимуваат и осликуваат тоа движење и испраќаат до одреден IT уред во централата во МВР, така да што и на тој дел сме покриени, доколку возилото не е во тој период таму. Инаку во фаза сме на набавка на дронови, кои што исто така ќе се користат за обезбедување на сите гранични линии, зборам РЦ Север, Југ, Исток и Запад, со тоа што преминуваме кон една нова фаза, во едно модерно време, кај што човечкиот фактор се повеќе се заменува со дигитализација. Инаку така сум информиран дека деновиве имаме извршено апсење на едно лице кое давало мито на граничен полицаец. Тоа е тоа што го зборев и во текот на вчерашниот ден, дека со дигитализација се бориме против корупцијата и ја зголемуваме свеста на македонската полиција дека таквите работи не се добри и треба да ги одбиват и да ги пријавуваат, а сторителите да бидат уапсени. Дневникот го продолжуваме со спорт.
Кавадарци во сабота ќе биде домаќин на група од ракометното четвртфинале на купот. Во салата Јасмин од 12 часот ќе играат Тиквеш и Еврофарм Пелистер 2, а од 14 часот Прилеп и Мулти Есенс. Финалето ќе се игра од 18 часот. Овој викенд е резервиран за завршницата од националниот куп во ракомет. Поточно, викендов ќе се играат надпреварите од четвртфиналните групи, а победниците ќе обезбедат учество на Final Four турнирот. Веќе утре ќе стартуваат надпреварите во групата 3. Утре во Скопје Пролет ќе го пречека Голден Арт КЛ7. Во сабота во Радовиш истоимената екипа ќе игра со Скопски Вардар, а победниците од овие два дуела ќе се сретнат во недела во Скопје. Групата 2 ќе се игра во салата Автокоманда во Скопје. Во сабота ќе играат Бутел Струга и Алкалоид Вардар Неготино, а финалето ќе се одигра во недела. Групата 4 ќе игра во салата Билјанини Извори во Охрид. Во сабота од 10:30 Охрид игра со Скопје, а од 12:30 Еврофарм Пелистер ќе игра со Куманово. Финалето е исто така во сабота од 19 часот и 30 минути. Возбудувањата во групата 1 ќе се случуваат во салата Јасмин, во Кавадарци. Во сабота од 12 часот домаќинот на групата ГРК Тиквеш ќе игра со Еврофарм Пелистер 2, а од 14 часот Прилеп со Мулти Есенс. Победниците од овие два дуела ќе вкрстат исто така во сабота од 18 часот. Македонија е домаќин на светското ракометно првенство за младинки. Од 19 до 30 јуни во Скопје ќе престојуваат 32 најдобри репрезентации од сите континенти. Комплетиран е списокот на репрезентации што ќе играат на светското младинско првенство во ракомет за девојки до 20 години, што ќе се игра во Скопје во месец јуни. Откако заврши и ИХФ трофеот за репрезентации со понизок рейтинг, селекцијата на Узбекистан стана последен учесник на светското првенство во Македонија. Покрај домаќинот Македонија, од Европа на Мундијалот ќе играат уште 14 репрезентации. Чешка, Данска, Франција, Германија, Унгарија, Исланд, Црна Гора, Холандија, Норвешка, Португалија, Романија, Шведска, Швајцарија, како и Шпанија, која го освои квалификацијскиот турнир. Од Азија во Скопје ќе допатуваат 5 селекции: Кина, Иран, Јапонија, Јужна Кореја и кинески Тајпеј. Од Африка ќе играат исто така 5: Алжир, Ангола, Египет, Гвинеја и Тунис. Од австралискиот континент место на светското првенство обезбеди Нов Зеланд. Од Северна Америка и Карибите во Скопје ќе допатуваат Мексико и Соединетите Американски држави, додека од Средна и Јужна Америка доаѓаат Аргентина, Бразил и Чиле. Мундијалот за младинки на програмата е од 19 до 30 јуни. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Предпладне променливо облачно со услови за слаб локален дожд, а попладне облачноста ќе се намалува. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец, температура до 17 степени. Во недела кон крајот на денот и во почетокот на следната седмица ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои во ноќните часови од недела кон понеделник ќе бидат проследени со ретки грмежи. Во понеделник ќе дува засилен северен ветер и температурата ќе биде во опаѓање. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Веќе за утрешниот ден и сите детали следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.